За околу 250.000 ученици во основните и средните училишта денеска почнува зимскиот распуст. Учениците се враќаат на настава на 20 јануари 2026 година за почетокот на второто полугодие. Во вториот дел од учебната 2025-2026 ќе продолжи процесот за оптимизација на училишната мрежа и воведување едносменска настава со која досега се опфатени 200 училишта. На крајот на учебната година, во јуни, матурантите ќе полагаат државна матура по нов концепт, согласно видот на образованието. Инаку, како што беше најавено деновиве од страна на надлежните, наставниците во март треба да добијат покачување на платите, помеѓу 7,5 и 10%. Во пресрет на вечерашниот дочек на новата година, МВР со апел за неупотреба на пиротехника. Освен здравствениот ризик, може да се соочите и со парични, па дури и со казни затвор, велат надлежните. Петардите не се играчка, нивното користење е строго забрането, а празничното пукање со петарди може да биде исклучително опасно по животот и здравието, оставајќи екстремно тешки последици кои можат да го запечатат животот на младиот човек. Петардите се опасни и штетни, порача од Министерството за внатрешни работи уште на почетокот на месецов. Во меѓувреме постојано се реализираше кампањата за едукација и превенција. Законот за прекршоци против јавниот рети мир во член 31 предвидува глоба за оној кој неовластено употребува пиротехнички средства. Казната е во износ од 200 до 500 евра во денарска противредност за оној кој неовластено пука од огнено оружје, употребува пиротехнички средства или сличен експлозивен или лесно запалив материјал, или на сличен начин го нарушува мирот и безбедноста на граѓаните. Сите нарушувања на јавниот ред и мир граѓаните може да ги пријават во полициска станица или преку телефонските броеви 192 или 112. Саудиска Арабија го бомбардираше јеменскиот пристанишен град Мукала поради, како што наведува, испорака на оружје наменета за сепаратистичките сили на Јужниот преоден Совет кој пристигна во Јемен од Обединетите Арапски Емирати. Во воено соопштение објавено од државните медиуми се вели дека бродовите што пристигнале во Мукала од емиратското пристаниште Фуџаира ги имале исклучени уредите за следење и стовариле голема количина оружје и борбени возила во поддршка на сепаратистите. Со оглед на непосредната закана и ескалацијата на оружјето за кое станува збор, коалицијските воздухопловни сили спроведоа ограничен воздушен напад насочен кон оружје и воени возила истоварени од 2 брода во Мукала. Се вели во соопштението, додавајќи дека нападот бил извршен преку ноќ за да се избегне колатерална штета. Обединетите Арапски Емирати не одговорија веднаш на барањето за коментар. Нападот означува нова ескалација на тензиите меѓу Саудиска Арабија и сепаратистичкиот Јужен преоден Совет, поддржан од Обединетите Арапски Емирати, како и понатамошно влошување на односите помеѓу Ријад и Абу Даби. Председателот на Србија Александар Вучиќ изјави дека државата успеала да го зачува мирот, стабилноста и животите на луѓето оваа година и покрај нелегалните активности, десетиците илјади собири и бројните напади врз полицијата, имотот и луѓето. Тој додаде дека двете цели за предстојната година се да се зачува мирот и стабилноста и да се направи се за да се направи 2026 година најдобрата во историјата на Србија, што се однесува до економијата. Имаме две цели во 2026 зачувување на мирот и стабилноста, а втората е тоа дека ќе биде најдобра година во историјата на Србија поврзана со економијата, порача српскиот председател Александар Вучиќ на годишната конференција. Ќе продолжиме, вели Вучиќ, со политиката на воена неутралност, мир во регионот, ќе се придружуваме до повелбата и резолуциите на Обединетите нации, не само во врска со Косово, туку и со сите други кризи. Во исто време ќе ја заштитиме безбедноста на граѓаните на Србија, ќе ја заштитиме земјата од потенцијални агресори. Времето денеска претежно сончево и студено, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец. Во Скопје сончево и студено со умерен ветер од северен правец. Во следните денови не очекува променливо облачно време со сончеви периоди. Попладне во западните делови ќе има услови за слаб локален дожд, а на планините снег. Ќе дува умерен до засилен ветер од јужен правец.